Повеќе од 330 интервенции имале тетовските пожарникари од почетокот на годинава досега. Тоа значи дека има зголемување на бројот на пожарите во однос на минатите години. Најчеста причина за нивното настанување е човечкиот фактор. Бројот на пожарите се зголемува. Значи, тука би рекол дека најголем причинител, мислим, и до доаѓање на избувнување на пожари е факторот човек. Кога викам факторот човек, ова го зборувам од тоа што гледаме ние на терен. Значи, на секој пожар тука е многу пати човекот фактор е причинител на појавување на пожар. Значи, од невнимание, од недржање на нашите апели што ги даваме секогаш кон нашите граѓани да бидат внимателни, да се чуват, па да не фрлат од пушоци, од цигари, па да ги контролират своите возила, бидејќи имаме многу опожарени, мислим, кај што се појавува пожар на патнички моторни возила, па и транспортни камиони и така натаму. Но да ги контролират и апаратите, кучните апарати, значи дома, што ги поседуваат, бидејќи електронската мрежа, што е електричната мрежа, треба да се контролира. На овие големи температури све се топи. Значи доаѓа до контакт и се појавуваат и пожари. Имаме случаи кај што се појавуваат пожари на незнаејќи, значи од човечкиот фактор и од плинските боци, кај што често пати ние сме рекле дека има што се продават плински боци, сега од каде доаѓаат не знаем, но са во рацете и во употреба на кај нашите граѓани во Тетово и пошироко. Значи немат ни декларација, немат ни упатство за употреба како се употребуваат, ни сигурности вентили и доаѓа до појавување на пожар, бидејќи тие не се сигурни, без сертификати. На поголема внимателност апелираат од територијалната противпожарна единица од Тетово, но исто така упатуваат и апел до возачите да го слободат патот кога ќе догледаат противпожарни возила со вклучени сирени. Внимателни да бидат нарочито земјоделците, бидејќи сега е седмиот месец, значи овој месец е месецот на жетвата. Значи комбајните са више низ нашите полиња, кај што почнале да жнеат и имат една лоша навика земјоделците наши после жнењето на житото. Значи тоа што останува, значи ги палат стрништата, не мислејќи дека пожарот се шири многу брзо. Пожарот може да донесе и до несекани последици и за објекти низ нашите полиња, и за природата, но највише што нас не тангира, значи може да го донесе во опасност и човекот. Предизвикувањето пожари од невнимание или намерно представува кривично дело за кое е предвидена и затворска казна, зависно од материјалните и другите последици. По оставката на Весел Мемеди и излегување на неговата партија НДП од владеачката коалиција СДСМ-ДУ и на централно ниво, се покрена прашањето во кој правец ќе се движат коалицирањата локално во Гостивар. НДП има 2 советника во Општинскиот совет, кои досега го поддржуваа мнозинството формирано од ДУИ и СДСМ. Ќе има ли ново прегрупирање и дали мнозинството ќе падне во рацете на Алијанса за албанците? На ова прашање градоначалникот Арбен Таравари одговара дека е оптимист, но засега не може со сигурност да каже ништо конкретно. Секој сака да има мнозинство во Советот и тоа ни е многу битно и ние ќе се обидеме нормално. Се уште немаме бројки, кога ќе имаме бројки ќе ве известиме сите, така да јас сум огромен оптимист по природа
и се надевам, гледам дека има страшна ерозија и во ДУИ, имаме и советници од ДУИ кои што се под страшен притисок, а кои што сакаат да преминуваат, така ќе видиме. Советот на општина Гостивар брои вкупно 31 член. ДУИ има 9 советници, Алијанса за албанците 7, СДСМ 4, ВМРО ДПМН е 3, по 2 советника имаат БЕСА и НДП, додека демократски сили на ромите и ДНЕТ по 1 член во Советот. На последната седница советниците од партијата на Весел Мемеди не беа присутни. Од НДП до сега не се изјаснија официјално како ќе делуваат во Советот во иднина. Годишникот Гостиварско бил тешко повреден во сообраќајна несреќа, која се случила вчера околу 18 часот и 30 минути на автопатот Скопје-Тетово. Министерството за внатрешни работи соопшти дека патничко моторно возило Opel Astra со гостиварски регистарски ознаки, управувано од ЦС од Гостиварско, излетало од коловозот и се превртело. Возачот се здобил со тешки телесни повреди, бил пренесен и задржан во комплекс клиники Мајка Тереза во Скопје. Сопатниците, ДС на возраст од 38 години и едно малолетно лице, по укажаната лекарска помош биле пуштени на домашно лекување. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа и се работи на утврдување на причините и поединостите за несреќата. Полицијата информира и за приведување поради марихуана. Вчера околу 17 часот и 50 минути на регионалниот пат Маврово-Дебар кај местноста Манастирска крстосница, при вршење на патролна служба, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Жировница запреле патничко моторно возило Нисан со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 34 годишниот ДП од селото Мавровјанови. При прегледот била пронајдена марихуана, пошто лицето било приведено во полициска станица за натамошна постапка. Денеска е собор на 12-те апостоли Павлов ден. Вториот ден од завршувањето на Петровденскиот пост е празник на сите 12 апостоли. Апостолите се слават како темели на црквата, со оглед на тоа што тие се првите луѓе што во потполност ја примија благата вест за единствениот можен спасител на луѓето и на светот. Уште повеќе затоа што истата вест ја проширија по сите краишта на вселената. Свети Павле напишал 14 посланија. Свети Павле е наречен Савле од прво затоа што бил фарисеј. Он го гонел христијанството, он ги гонел христијаните. Но по едно видение во Дамаск, кога отишол да ги прогонува во Сирија христијаните, тој ослепел по пат. Му се јавил Господ Бог. И кога му се јавил со силна светлина, овој паднал од конјот долу и знаејќи дека е сила Божја, се покајал во себе, отишол кај Ананije и таму го примил христијанството, се покрстил и станал христијанин. Во Дамаск го покрстува апостолот Ананија и од Савле постанува Павле. Павлос, што значи милост. Милост на Бога, милост Божја. И сега христијаните се плашеле од него кога ќе го виделе пак да ги прогонува. А кога почнал да зборува и проповеда за Христа Бога, тога сите се чуделе. Го пријавиле злобниците, оние што биле од други богови, оние кои што верувале во незнабожци богови, оние кои што верувале во политизам, особено дел од евреите, кај царот Нерон, кој бил злочестив цар, и го осудил заедно со Свети Петар, 67 година од новата ера. Најпрвин Свети Петар го осудиле на крстна смрт, затоа што го проповеда христијанството. Оти во тоа време не смеело да се проповеда христијанството, било теократија. Свети Павле е посечен со меч од джелатите.
На овој ден имен ден слават тие што го носат името Павле, Пајо, Павлина и слично. По повод осветувањето на новоизградената црква, Свети великомаченик Георгиј Победоносец во Егуновце, на местноста Викана Пештер, иницијативниот одбор за градба на црквата, ве поканува да присуствувате на овој свет чин, кој ќе се изврши на 14. јули 2019 година, недела, со почеток во 8 часот. Чинот на осветување на црквата ќе го изврши неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, во сослужение на свештеници од Тетовското архирејско наместништво. Времето денеска во Македонија беше предпладне сончево со умерена облачност, а попладне променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Температурата се движеше од 14 до 26 степени Целзиусови. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно и посвежо време, предпладне со врнежи од дожд, а проследено со грмежи. Ќе дува умерен ветер од северен правец. Температурите ќе се движат од 12 до 25 степени Целзиусови.